правите тој? Како што? Ќе играме шак? Ева сега. Црни или бели фигури? Црна, супино, бели. Еве ти вака тебе 8 пиончиња домашна бела. 2 топа светло пиво. 2 лауфера бело вино и така натаму и така натаму. За мене 8 пиончиња темна дабова ракија. 2 топа темно пиво, 2 лауфера црно вино и така натаму и така натаму. Ај кажи нешто сега. Што да кажи? Па ти играме шак. Се што земеш, мораш да испиеш. Значи вака, земаш пион, пиеш ракија. Земаш топ, пиеш пиво, пази да не се начукаш. Добре дојде во мајчна сцена и за Бранко Ѓурчев. Бране, како си после представата, уморно или не? Уморно, меѓутоа ме радува фактот што еве кандид одлично оди кај публиката, ја сака представата, таа има веќе живот од околу 7 години. Наближуваме према 100-та представа и тоа е за нас уште еден куриозитет повеќе. Младата генерација, значи онаа техногенерација и другите, и помладите и постарите ја сакаат представата, ја примаат, значи Скопје се уште живее со кандидати, тоа е најголем успех што може да биде за една за една театарска екипа за која е автори кои се дел од тој проект. Како директор на Драмски, освен по цел ден што си во улогата на директор најчер и во улогите од редовниот репертар, во Купидона вчера или завчера, кога беше вечерва? Да, успевам некако да се прилагодам, значи предпладне во канцеларија, попладне на сцената, некако гледам да ја воспоставам таа релација, бидејќи пред се мојата базична професија е актер, тоа што во моментов сум директор на Драмскиот театар, се доживувам само како сервис кој треба на останатите колеги да им создаде подобри услови за работа. Не мислам дека е тоа некоја долготрајна професија и не треба да биде. Сепак се гледам себе си како најмногу како актер и што не значи дека со истата ревност не ги извршувам и задачите како директор. Меѓутоа, она што мене навистина ме возбудува, тоа е овој вторава смена од работното време, значи оваа ноќната смена која ќе се запалат рефлекторите, тоа е моето вистинско место каде што ми е најтопло. Успеваш да контролираш се? Па се трудам и мислам дека нема некој поголем проблем заради тоа што Драмски институција која што е ставена уште од самиот почеток од нејзиниот основоположник, значи првиот директор господинот Ристе Стефановски, кој стално го споменувам како еден заштитен амблем на Драмскиот театар, значи од него е воспоставена една цврста машина која до ден денес само добро функционира. И едноставно да се биде директор на Драмски е задоволство. Дали се работи за актерскиот ансамбл кој е најдобриот во Македонија и на овие простори, дали да се работи за техничкиот дел или административниот, тоа се служби кои навистина си ја знаат својата работа и ја извршуваат на високо професионално ниво. Само треба директорот да биде добар координатор на сите овие служби. Ти сигурно си добар координатор на овие служби, затоа што знаејќите како човек си добро координиран во сите полиња. Кажи ми, колку беше тешко 2 сати да си на штикли? Тоа веќе е голем проблем. Значи, телото не е навикнато на една таква позиција, значи женски штикли и одењето ми представува навистина проблем, навистина болат нозете после представата, како некој е олеснува во моментот кој ги фрлам штиклите од мене, е навистина едно олеснување, како да сум ги ставил нозете во лавор вода. Да, меѓутоа тоа е дел од професијата, дел од улогата. Најде ли број за штиклите, за чевлите? Специјално направени, нормално, да. Кажи ми, Бране, како се чувствуваше во фустанот на ала Мерлин Монро? Тоа е многу долго време во процесот на работа го баравме концептот, значи еден шизофрен лик кој е насловен од авторот Кралот Баба. Значи во исто време и е крал, и
е бабата на главната хероина Кинегонда. И размислувавме со режисерот каде тука да се најде средината на таа шизофрена ситуација и мислам дека е интересно да како прототип да послужи Мерлинка само во една, како да кажем, отрцана форма. Меѓутоа сепак да е синоним за Мерлинка е нели онаа позната фотографија на улицата во Бродвеј каде што вентилаторот халината ја дува и Овдека халината дувната вешна. да. Колку лесно ви оди соработката со Саша Миленковски, режисерот на представата, затоа што имаш играно во многу негови представи, моментално во Македонскиот народен театар актуелно се уште Доле влада. Да, Доле влада е веќе неколку години исто е хит представа во Скопје, исто како и Кандид. Таа соработка, значи едноставно некои луѓе, режисер, актер или автор, режисер, автор, актер, едноставно се случува или не, таа соработка е одлична заради тоа што се темели на респектирање на професиите и респектирање на ставовите и мислењата. И кога има од двете страни една доверба во однос на тој респект и кога си веруваат режисерот и актерот, резултатите и идеите само навираат и само се претвораат во сценски израз и тоа едноставно се случува. Не е случајно не само во театарот и во светските филмови, тоа се одредени режисери работат со одредени актери. Значи тука не се работи за модерно сега ословување во политички контекст за непотизам. Одредени луѓе се створиле група, тоа е една нормална ситуација како например групата на Гротовски на времето, значи тие луѓе околу тој режисер нашле заеднички јазик и создаваат добри резултати, заради тоа што добро се меѓу себе комуницираат. И мислам дека ова е прекрасна соработка и која дава резултат на сцената. Бране, во разговорот со Јелена Жугич и со Саша Тасовски промовиравме две нови представи кои што треба да бидат во април, изведени во Драмскиот театар. Те немаше тебе, те немаше ни во последната нова Македонскиот рулет. Мислиш дека директорувањето ќе го спречи појавувањето во нови улоги твои? Па, малку ми е тешко во овој период да влегувам во нови представи, значи да создавам нови улоги, заради тоа што се трудам да бидам чесен и кон едната и кон другата професија. Значи, правењето на нова улога би било еден ангажман 50 или 60 дневен, каде што би требало целосно да влезам во нова авантура. За сега само ги играм представите оние што ми се постари, кои се на репертуарот на драмскиот и на маната драма. Уште некои работи мислам дека во однос на оној административно-бирократски дел како директор што треба да ги завршам. Мислам една следна агенда, па веќе можеби од наредниот проект можеби би влегол веќе и како актер, бидејќи веќе ме копка долго време што не сум истражувал на тоа поле, туку само старите улоги ги играм. Така да само уште малку време ми треба да се акомодирам кон ова директорска ситуација и мислам дека ќе влезам во нова улога. Ќе те убијам, па не сум направил ништо лошо, бре. Не сум направил ништо поразлично од тебе. Ова ти е затоа што се ожени со сестра ми и еба мајката ја запусте. Ова ти е затоа што и ти беше со Елена, мене ме намести. Ова е што 4 години ме држеше на лажи, че не ме вработуваше. А ова и ова ти е затоа што и ја полудувам. Не буј брат, а родни ми сме, бре. Па децата ми се браќа и сестри. Децата веќе одамна се возрастни луѓе, Авраме. И не еба 2%. Ќе те убијам. Не ме убивај. Ќе убијам! Ова ти е затоа што ме намести да се оженам со сестра ти. Ова ти е затоа што ме намести да те примам на работа. Ова ти е затоа што ја си воеше Елена. Се ова ти е затоа што полудне ме пика. Не ме убивај, Аврам, роднини сме. Децата ми се браќај. Децата одамна се возрастни луѓе и не неба 2%. Ќе те убијам! Ей, не ме убивај,
Добро вечер и добро ни дојдовте во уште една нова магична сцена. За вас ја проследивме представата Доле влада во Македонскиот народен театар. Текст на Сашко Насев, режија на Саша Миленковски со одлични 6 актери и со неколку гости кои што се појавуваат во улога на пијанисти. Еден од носечките улоги, Бранко Ѓорчев, кој што од Драмски театар од директор доаѓа директно во една представа Доле влада каде што се критикува било која власт, па така да доаѓа некоја како автокритика. Добро ни дојде во магична сцена. Благодарам за ова гостување. Полека се ближиме на кај 50-та представа, значи веќе сме на кај првиот јубилеј. Ова е представа за која ме причинува огромно задоволство додека ја играм, заради тоа што уште во самиот процес имавме едно прекрасно дружење, прекрасна соработка. Авторот кој е сега во моментов е амбасадор во Канада, не е овде со нас, меѓутоа ни постави како еден базичен материјал, одлична една предложка за играње, одличен текст кој е со успех, го играме со успех, се игра во Скопје, публиката ја сака, меѓу нас колегите исто има еден флуид за пријатно играње на сцената. Јас сум задоволен од мојот ангажман овде и се надевам дека ќе продолжи и понатаму. Колку се чувствувате олабавени на околу 50-та изведба? Колку има разлика меѓу првата, 10-та и оваа 50-та изведба во однос на глумачкото на што треба да го даете вие како актери, глумачката тежина и во однос на она текстот како ви излегува од уста? Па сигурно дека се задржува естетското ниво на она што било премиера и веднаш после премиера, меѓутоа сигурно има не е олабавување во однос на ангажманот, меѓутоа има една креативна лежерност. Значи, кога веќе се работи за некоја бројка од 30-40 одиграни представи една креативна сигурност во улогата и во она што го прават колегите на сцена и она што јас го правам и тие како мои партнери, така да навистина ме представува едно големо задоволство секојаш кога ќе видам на репертоарот дека ми е оваа представа. После фотографија може? Да не е дома можеш да играте од грб, директор? Добре. Убаво. Вака те гледам. Абе, химната? Химната? Ај папне химната. Пијам? Да, трета строфа, одим воду. Ајде. Така исправен после химна, директор? Така, ајде. Хеј, Словени! Још сте живи, били! Како таве? Сакаш да ме смерат одма? Од кај та? Помина тоа, беше човече. Дај вам нашата бе. Се збуни од таа апчето. Ајде. Нашата? Нашата, вака, дај патриотски, дај соединение, дај, ајде. Па доста е паметно и напишан овој текст, значи во однос на тоа он е сам по себе естетски субверзивен. Значи говори за секоја власт, говори за секоја влада, говори за секое опонирање на владата, за секоја власт. Значи од Софокле до денес па нааму ние сме исто така и политички битија. Значи не само што сме хумани, туку и политички. Тоа е апсолутно така и ќе биде, било и ќе биде. И тоа е и она субверзивното во самиот текст и она провокативно за публиката. Секојаш да ги види двете страни, значи власта и опозицијата на еден гротескен начин и таа гротеска, значи како Доле влада, представи затоа функционира кај публиката, бидејќи не протежира, не е поврзана со една одредена власт да критикува една власт и да штити една опозиција. Не, таа цело време е остро настроена оваа представа и таа острина ја зголемува комиката и го
го зголемува естетскиот меч на представата. Колку мислиш дека и во оваа власт, како и во претходните, се случува она што се случува во ликот кој што го глумиш ти, водоинсталатор да е директор на едно предпријатие и шоферот да станува заменик директор и така натаму? Па не мислам дека било која власт е идеална. Сигурно дека не можем да дадеме една генерална глобална оценка. Сигурно дека и во една Шведска и во една Италија ќе се случуваат скандали. Власта сама по себе е провокативна и е, како да кажам, содржи во себе одредена еротика. Меѓутоа, прашање е на еманципација на луѓето кои се на власт, дали се доволно еманципирани да живеат со власта. Полесно е да се живее во опозиција. Меѓутоа, многу потешко е да се живее на власт, бидејќи секогаш треба да се има дистанца и кон себе и кон материјалното со кое што во моментов ни е дадено на располагање, да имаме еманципиран однос кон самото владење. Само со таков начин, само со таква еманципираност можеме да постигнеме некои европски дострели. Мислам дека сега за сега работите се одвиваат во позитивен правец. Не мислам дека може да се смени се наеднаш. Постојат прашања дали е партизирана културната програма, дали се партизирани некои други сегменти од општеството. Не може културата да биде имуна за едно општество кое 50 на 60 години наназад било партизирано. Сигурно дека сето тоа не може да се реши за 150 дена, меѓутоа работите одат во добра насока. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Расшири ги раците. Затвори ги очите. Не проверувай дали те гледам. Така само се чува стража. Набави ги раците. Слабока. Набави ги. Речи. Да. 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 Треба малку страст, ето треба само малку страст. Ајде. Господ ке не исплуква од неговата уста не затоа што сме студени, ниту затоа што сме жешки, туку затоа што сме млаки. Да, како подгреана манчест. Ни вода, ни киселина. Затвори ги очите. Затвори ги. Кажи ми нешто што никому не си кажал. Еден кажа, па се посра. Викни го ето. Викни го тоа што ти е страф и да го помислиш. Да ебам. Мамо, да ебам. На турски да цар. И на големото ези. И на сета царска порта. Викни го ето, ајде. Да ебам, мамо му. Да ебам. На турскиот цар. На големиот президенто. И на сета царска порта. Да ебам, мамо му. Да ебам на турскиот цар. На големиот президент. И на сета царска порта. Одма после премиерата на представата Лет во место разговараме со главниот улога со Ефто, тоа е со Бранко Ѓорчев. Здраво, Бране. Здраво. Одлична улога, одлична представа. Многу актери на сцената, одлични креации, но може да се извадат така некој повпечатлија, тоа е твојата улога на Ефто. Повпечатлија не само по тоа што беше скоро цело време
на сцена, но затоа што имаше и елементи кои што така остануваат во сеќавање на гледачите на ние што ја гледаме. Па се трудев овој мој ангажман во оваа представа да биде еден омаж кон предците. На оваа генерација на која припаѓаме. Јас често и се замерува дека не е достојна на своето минато, дека не е достојна на своите фрески, на својата историја, на своите културни предци. И се потрудивме како генерација да докажеме дека можеме да бидеме достојни, барем на генерацијата што пред 20 и кусур години ја играше истата оваа представа, која исто беше толку успешна, иако јас бев млад, меѓутоа знам дека оние одбриси за представата беа навистина прекрасни. И мислам дека можеме да бидеме горди што успеавме да дадеме свој белег како генерација, да сме достојни на претходната генерација. Например, јас ја толкувам улогата која толкувал Благоја Чоревски, кој исто во вечерашната представа е рамо до рамо со мене во улогата на Остојич, и тоа за мене е еден голем куриозитет и сум среќен што сме втора генерација на ова прекрасно дело и дека исто така правиме прекрасна представа. Дали ја сакаше улогата на Евто кога слушам дека ќе биде изведена Литво место во Драмски театар? Да, во истиот момент има некојаш кога помеѓу актерот и улогата не се случува љубов на прв поглед, туку љубовта станува во самиот процес. Овој пат не беше така, навистина беше љубов на прв поглед, уште од првиот момент бев воодушевен и одговорен пред себе си дека таа улога ќе ја играм. Слушав од публиката дека си бил најдобар што те гледале во последните представи. Па доста луѓе така ми рекоа дека можеби Јонадаб е малку подзаборавена, па сега после 2 години пауза дојде оваа улога, иако во меѓувреме имаше и некои други, меѓутоа баш ми е мило ако така се коментира. Евто, знаеш да леташ? Не. Што е човек ако не знае да лета? Сакаш да те научам? Немам крилја. Ние сме луѓе. Не сме птици. Мораме да научиме да летаме со оно што го имаме, со оно што ни е дано. Аха, со патлакот и со двата ташака. Па се трудев да дадам некоја своја димензија, се трудев да најдам некои пориви кои можеби луѓето не ги препознаваат, кои оние луѓе што ме познаваат приватно можеби не ги препознаваат на прв поглед, меѓутоа кои ги има кај мене. Сакав малку повеќе да ја потенцирам агресијата кај Евто како одбранбен механизам на сопствената кршливост и за да може уште повеќе да се допотенцира лириката на братот на Михајло кој прекрасно го одигра Дејан Лилич. Да. Мене како стоматолог ми беше интересна репликата кога кажа кога те боли зад, одиш сами и те болат зад. Така е, кога боли зад, тоа не е колективна болка, тоа е индивидуална болка, да. Кај си бе, пампешчо? Од ногите, а? Со крилца. Слушай, мистер Памперс, стварно курето ти е како упалјач. А тебе, стварно мозочето ти е кукурело. Ке убијам. Ке убијам. Колку за актерот на сцената е тешко да изговара вулгарности и да прави вулгарности? Ако се оправда контекстот на работите, јас имам навистина проблем кога треба да се изговараат вулгарности, во принцип не сакам. Мислам дека театарот е сепак една специфична естетика и постои секогаш естетизиран начин да се избегне вулгарноста, а да се долови
да се долови она чувство кое е потребно за да се добие автентичност на самиот контекст. Но меѓутоа овде се работи за навистина за едно милје, за еден андерграунд општествен кој едноставно доколку ги нема тие вулгарности и тие, бидејќи се вклопени во целиот концепт на представата, во истиот момент престануваат да се вулгарности, туку се потребни мотиви за да се долови автентичниот миг на она што се случува во Купидона. Приметив дека публиката, за разлика од минатите години, кога во некоја драма или во некоја комедија, не е битно, се употреби вулгарен збор, публиката реагира на тој збор и се смее или не знам, го прифаќа со овации, иако зборот како збори нема никаква врска со действието во драмата. Овдека, па за разлика од тоа што имаше многу вулгарности, тие воопшто не реагираа на вулгарностите како на вулгарности, него баш ги следеа онака како што е текот на представата како што одеше, и тоа мислам дека публиката полека, но сигурно се едуцира во непозитивен смер на гледање на представа. Па мислам дека и ние, а и публиката во овој период се еманципиравме на еден начин. Мислам дека умре тој театар кога некои од колегите и сакаат да малку и да се шлепуваат на тие вулгарности, да добијат некој скриен аплаус или некое комешање во публиката, за кое што тие мислеа дека ќе бидат наградувани. Всушност, едноставно, културата си го направи својот простор, се култивизиравме, значи, чинителите на театарот, и ние што сме на сцената, и тие што се во публиката, и оваа реакција на публиката, мислам дека е токму резултат на новиот модерен театар, кој навистина знае да ги дефинира вредностите и знае да дефинира етиката која ја нудиме. Колку театарот може да ја среди хаотичната состојба на државата? Па мислам дека може да даде пресек. Можеби не може да ги смени работите, меѓутоа, значи, не е облигационен во таа смисла да направи револуција, меѓутоа ако земеме дека на сите револуции досега им предходела идеја, а идејата може и да го смени светот, идејата може да потекне од театарот, па од театарот да веќе да се претвори во револуција. Меѓутоа, мислам дека има голема улога во општеството, може да направи рез, да се видиме самите себе си, да се препознаеме, да се дознаеме до каде сме и што правиме, и едноставно можеме да влијаеме на некои работи. Јас ве предупредив дека оваа драма, овој текст е многу тежок. Не ме даскалче, ништо не е тешко. Ништо, само како да речем ти ова ќе мора некако да го преправиш од ова, немој да обстане. Во улогата на даскалчето, на даскалот, на учителот кој што им кажува како да глумат, Бранко Ѓорчев, здраво, Бране. Здраво. Како ти беше да им кажеш, да ги научиш луѓето како да глумат? Па вака, овој лик би требало да е она спона помеѓу реалноста и реалноста, помеѓу Шекспир и Брешан, помеѓу Хамлет и Брешановиот Хамлет од Долногаштани, така да се наоѓа некаде на средината помеѓу класиката и модерната. Во себе има некои примеси и самиот го кажува тој монолог да се биде или не, и во тоа е функцијата на ликот кој и не сака да учествува во една представа, бидејќи секојаш знаеме од историјата и во поскорото минато, секојаш кога треба да се направи некоја голема кражба, се припрема едно големо дело. Значи, уметноста би требало да биде алиби за она што треба подоцна да се случи како криминал. Даскалот е ставен во таа улога не заради тоа што сака, туку заради тоа што е приморан и заради компромисите што ги прави во животот, мора да ги прави заради контекстот во кој што живее. Ти си единствен од актерите кој што си зборуваш македонски јазик, сите останати на дијалект зборуваат. Па да, бидејќи тука кај овој лик треба да се сочува литературниот јазик, и заради тоа и не одевме во дијалекти кои ги одбра другите актери, и пред се како е и преведен прекрасно и препеан од господин Петар Андреевски.